слушавме дека биле обезбедени услови за работа и дека струјата ќе биде пуштена. Значи повеќе од 3 недели наша фабрика не работи, работниците се пуштени дома и му е кажано да седа дома и да чека повик за на работа. И до кога мисла да седиме дома и да чекаме повик, и ние не знаеме. А вчера слушавме на некоја изјава дека до 30 ќе си замина луѓето технолошки вишок и со реорганизација дека фирмава ќе продолжи да работи. Тие луѓе што ќе заминат технолошки вишок, ние колку што знаеме ни кажаа дека нема да зема никаква опремнина, никаков пакет. Значи нив ги следува сите се со над 25 години стаж и ги следува по 7 просечни плати или 3 републички плати. Ама нас не кажа дека пари фирмава нема, државава нема, значи кој ќе ги обештети тие луѓе и ние не знаеме. Ние испорачавме дел средства за МВР према договорот, меѓутоа таму сме во минус. Имаме доста за испорака, но ни беше ветено децидно од вице-премиерот дека 5 испорачајте парчина, за 5 ќе ви платиме. Ние испорачавме роба за 10 милиони денари, значи еве втора недела, до ден денеска, немаме ни еден денар земено. Последната плата ја зедовме пред 1,5 месец, од 12.000 денари, и ако мислите дека се живе со 12.000 денари, тогаш да не го искажуваме реалто наш, да си продолжиме да си животаркаме. Значи, не знаеме во кој гол, буквално не знаеме во кој гол се да тераме. Веќе до крајот на месецот, до 30 септември, ќе бидат прогласени, значи, онака како што се договоривме со синдикатот и раководството, технолошки вишок, за да тие можат луѓе да си ги остварат своите права во рамките на законите на Република Македонија и да бидат згрижени. Од тука натака, значи, после 1 октомври, ќе премине, значи, во период на реорганизација, значи предстечајна реорганизација, во која што се обезбедени инвеститори, да може Еврокомпозит да продолжи да работи како нормална компанија. Јас се надевам дека за година до 2 ќе можеме да застанеме вака и во Еврокомпозит и да кажеме дека да, и Еврокомпозит како државна компанија го средивме, го реорганизиравме и го дадовме на инвеститор. Ја мислам дека е лага сето, како што сме лагани цела година. Мене ми е во фирма 40 година старше овде. Последниве 12 години лаги невидени и арамилаци. Друго не знам што да кажеме, што да радиме. Прошлата влада направи невидени арамилаци. Сега овие само што дојде исто арамилаци. Не презедоа ништо.